Од повеќето сезонски печалбарски занаети во Македонија, до денес задржан е само калајџискиот занает. Калајсувањето е старо неверојатно колку и употребата на бакарните садови. Калајџиите се занаетчи кои бакарните садови ги обложуваат со тенок слој калај, после што садовите можат да бидат во употреба за прехранбени продукти. Кога бакарните садови биле редовно користени, вообичаено било нивно калајсување барем еднаш годишно. Калајсувањето на садовите кај христијанското население било особено важно пред постите, кога садовите требало да бидат безпрекорно ичистени од маснотиите. Прво тргнување на работа на калајџиите било пред големите пости, поклади, пред велите. Работата на калајџиите, како и кај градителите, зографите, копаничарите, се одвивала во движење. Овие занаетчи биле сезонски печалбари. Вршејќи повремени миграциони движења, тие неретко и трајно се населувале во други места. Ајде, добро утро. Добро утро. А Ирлија дело на канијет и нека среќа Господа Давид. Амин, Господ. Кој што ќојме. Амин. Ајде, седи да ја земам бел среќава. Ајде, зира. Занаетчиите се движеле во тајфи. Тајфите биле составени најмалку од 2, а најмногу од 4 члена. Според етничката припадност, калајџиите биле власи и македонци. Секоја тајфа имала своја област и села во кои работела. Тие од власта добивале и одреден документ, со што биле заштитени и го поседувале правото на работа во одреден регион. Крушево е градче сместено во централниот дел на Македонија и од него потекнуваат најголемиот број калајџии на Балканот. До Втората светска војна, тие со својата работа покривале поголем дел од балканските земји. Работата ја обавувале од едно до друго населено место, главно по селата, притоа движејќи се со коњи. И денес во Крушево има неколку активни калајџиски тајфи, иако на малкумина од нив калајџиството им е основна дејност. Сотир Стефановски е роден 1912 година во село Билишта, близу Корча, Албанија, каде што неговиот татко работел како казанџија. Тој е представник на најстарата генерација калајџи од Крушево. Заедно со уште неколкумина, еден е од последните мајстори од овој град, на кој основна дејност им е калајџиството. Сега сме овде, јас сум од Крушево. И сега сум овде во Калиша и работам овде. Еден ден, 2, 3 кофи има работа.
Се завршили одовде, ќе оде на друго место. Се завршили одовде, ќе оде на друго село. Од село в село не е работата наша. Ако има работа, ќе седим, ако нема работа, ќе заминиме. Работата меѓу членовите била поделена. Помладиот член ги собирал садовите низ селото и ја договарал на платата, друг ги чистел и ги подготвувал садовите за калеисување, додека најстариот мајстор ги калеисувал предметите. Доколку во набавката на материјалот учествувале подеднакво, и печалбата била ортачки делена. Тајфите најчесто биле составени од машките членови на семејството и печалбата останувала во семејниот круг. Подвижната калајџиска работилница има мал број едноставни алатки и потрошен материјал што го носат со себе. Тие се пиростија, ножици, клешта, чекан, наковална, подлабок сад за растопување на калајот, ѓумче за вода, памук, нишадор и калај. Ајде да одморим овде малце. Ајде. Одморим, ајде. Ајде. Да пиеме по еден тутун. Ајде. Ајде. Опа. Ајде. Прајде му овде. Море Кочо, сега ние ојме ме разбра, ојле старите во турското, одовде ќе станеле ме разбра Грција, Бугарија, Романија, па мајсторот мој Ристе велеше, кој ќе ојвне Грција мораше да се збериме повеќе души, да ојме речеле Ринското и Солунското работеле тамо. По половина година седеле, Петроен му било идење од Грција, Петроен, да дојдат да седат една недела и после, кој ќе излезеле па во Грција, да иделе за Свети Никола сиделе. Сега ние овде друго, ама во тоа време гурбет се правило. По една година, по 2 години, по 3 година. Во Бугарија, во Романија оделе. Сега ние овде шетаме овде, ама одиме низ Палагонија, низ Битолска, Прилепска, тие гурбет правиле во другите држави. Тоа е било тешко. Со Ристе одеше таму ти? Па, со Ристе сум. Тој имаше 85 години. Со коњи, конј за алати, конј за вјање. Ајде пеши, ајде, тамо си имале пред граница, одмор, спијање, па после преку граница, отаде, хајде, преоѓале тамо. Било такво времето. Па во време на Турската империја пак не смеле да спијат на места негде кај што имат куќи, село, не. Да по наквото, по полето не смеле да спијат, само во куќи, село, инаку било тешко, ќе те оплачкат, ќе ти земат алат, ќе ти земат парите. Тако било тога. Тешки времена биле тога. Јас од Козаове в Калајџија со татко ми Велишко, Прилепско одевме. После ко тргнав со Сотир
Ресенско, Струшко, Охридско, Дебар, па сега одиме и ваму Гостиварско, Скопско. Тие села имам, овие сите. Имам и Кавадаречко, ама малце, пред 20 и кусур години појде. Со еден Косто стар. Така било. Така било. Во времето, значи, како калпа, како дете, уште од 14 години, 12-13 години, до 14 години, се главив кај Сотир јас, каледжијата. И тој ме носеше Струшкото, Охридското таву. По еден месец, по 2 месеца, не ме носеше, си носевме промена таму со ним. То дур се женив јас, таму со него бе. Откој се оженив, јас се отворив тајпа со брат ми. Со брат ми ние киницавме тикмишијата да работиме. После 30 години, повеќе од 30 години, тикмишијата сета ние таму работиме. Сите калајџи постекнане само од Крушево сет калајџите, постекнати, по сите градишта. Имаме во Верес од Крушево, имаме Кавадарци, имаме Кичево. Е, само Струга немаме ние. Перо Марин се вика тој. И тој потекло е. Потекло дедо му е, баба му. Дедо му од Круша, од Перо Ама Марин, тој е... Охридче. Не го знам, значи, татко му и... Да, ти... Главно Перо Марин е сега Перо во... Марин И од уште живе Круша тој е таму. само роден во Охрид, инаку татко му одавно. Имаме ние тука еден Пепе Ресенецот, се викаше Тоде Ресенецот, Кочо Ресенецот, во Кичево и тие казанджи се. Прилеп имаме од Крушево, имаше. Менчо се викаше тој, казанджија. Кавадарци Васо се вика, Манчу татко му, Крушевчани. Крушевчани. Неготино имат казанджија, само не е тој. Дедо него бил. Се вика син му Панчо, дедо него бил тој од Крушево, потеклото му. На нас не коњите да поминат. Ајмо, мутапчи. Имам 5-6 пати јас поминат. Кој се враќале од Скрини и тука поминале за Јуваниша, после... Занајето пропадна многу. Сето е на модерн, еве се гледат. Нема, ретко некој ако дај некој потел за тепсија, али тава, али ѓумче не иди предвид, носат од Туркија, ефтино е. Само се најдовне сега ние, уште некој вака, ме лажи, тојме, шо да правим? И времево дојде кризно многу. Нема, се важиме по една недела, што кажа човекот. Една недела веќе мрни, ќе дојдеш толку се. Ние ова наша генерација, последна сме ние генерација ова. Ќе нема тима за прајање, али за нечија ќе немат. За нечија ќе немат. Нема детето, не иди ни за Бога, иди калајџија сега. Нема, то ти реков јас. Пропадна занато наш. Како и другите сезонски занаетчии, печалбари, калеџиите дома се враќале повремено, пред започнувањето на зимата и задолжително за прославувањето на еснавската слава. Калеџискиот заедно со казанџискиот занает имал свој еснав.
Еснавските организации биле здруженија на занаетчи што работеле ист или сроден занает. Биле формирани со цел да ги заштитат правата на членовите како во рамките на еснавот, така и надвор од него пред власта. Дека овој еснав некогаш бил моќен зборува и фактот што е ова еден од ретките еснави во Македонија што до денес во континуитет го слави денот на еснавската слава, кој е на 28 август на верскиот празник Голема Богородица. Славата пораду е празнуве еснавски, не е празнуве ко сега да представиме домаќино да си дава пари. Тога е празнуве славата, од и тога имавме ние чланарина плаќавме. Си имаш банка или две банки како било на тоа време, си плаќавме чланарина. И од тие пари се збира. И кој ќе правише славата тога, му давме пари, разбираш, да се прави славата и сите се збиравме тога. И пак кој ќе се свршеше работа, пак чланарина да се плаќавме ние. Имавме пари тога тоа време. Не бевме малко ние, 130 членови бевме. Сега се намали. Колку знам јас, може имат преку 100 души што знам јас во живота моја, умрели од тие луѓе. Што не се живи. Имаше мажи тога на тоа време, леваки, коли. Ајде за многодини, Вуче. Ајде за многодини, на помош Господ здравје да ти дај. На сите. Ајде, Господ здравје. Ајде за невести. А за свадби биле. Церемонијата почнува еден ден пред славата, кога само жените, главно сопруги на членовите од еснавот, во црквата на литургијата носат петолебие, пченица, масло и вино. Во црквата Света Богородица се извршува осветувањето на петолебието на еснавот. На денот на славата, сите членови на еснавот доаѓаат во црквата. Некогаш на црквата еснавот и давал поголем паричен прилог. Денес калајџиите даваат индивидуални прилози.
По завршената служба во црквата, целата група од Еснафот се упатува во домот на домаќинот на славата. И молитвами Твоими изгоняеш от свети души наши, сия от Твои рабови памјат, благочесте вјере, скончавши сија, подаше блаже, Боже наш Тебе славшим благнеше, отворяше Твој духом, здравје и спасени храби Божих. Томе спирче, Борче, Илејанче, Петро Јованче, Благоче, Меторија, Шуле, Благоче, Ѓоко, Пирче, Бог е сте славу, славим Отцу и Сина, и Светло Христо веки веков. Амин. Святи мучениci, же добро сведошествуваше и венчаше ся, молите ся ко Господу, помиловати ся душам нашим. Тебе, Христе Боже, апостолом похвала, мученико радование, еже проповед Троица. По извршената литургија, попот го дели колакот на два дела. Едниот дел го дава на сегашниот домаќин, а другиот дел на домаќинот за следната година, кој однапред е најавен. Двајцата домаќини си честитаат меѓу себе. По завршената гозба и веселба, целата група оди во куќата кај новоназначениот домаќин. За секој занаетчија од Еснафот, голема чест е да се добие улогата домаќин на еснавската слава. Од 10 години дете сум кинисат Калајџија со таткови. Сега за Богоројца, кај да бевне си идевни. И има власите еден збор, остаен. Например, морто јие Тиста Марија каса. Тоа ги има тие жив умрен за Богоројца да си дојде дома. Затоа ова за нечиска слава е. Морто јие Тиста Марија каса. Жив умрен кај да бил за Богоројца да си дојдам. И тоа го рекол, ако не си дојдам јас, например, по тајфата да ја прати сакмата или куќето да си дојдело. Оти покрај коњите и носа едно миниче мало. Од повеќето сезонски печалбарски занаети во Македонија, до денес задржан е само калајџискиот занает. Good